Денеска во Кичево беше одржана трибина на тема можностите за образование на возрастни до животното учење во општеството. Целта на трибината беше запознавање со можностите за доживотно учење во општина Кичево, запознавање со улогата и придонесот на институциите надлежни за имплементација на политиките за градење и развој на системот за образование на возрастни во нашата земја. Овој настан е втор поред од почетокот на кампањата. Првиот настан посветен на промоцијата на доживотното учење се одржа на 5 октомври во Тетово. Целта на овие кампањи е да се укаже на важноста на учењето во текот на целиот живот, без разлика на полот, возраста или верската припадност. На трибината своје излагање има Пиштар Љутвију, министер за образование и наука на Република Македонија, Раметула Абдураими од јавната установа Центар за образование на возрастни и Билјана Мојсовска, директор на Центар за доживотно учење од Скопје. Центарот за образование на возрастните постојано работи на нови проекти за промоција на образованието на возрастни до доживотното учење. Особено сакам да истакнам дека проектот Деновите на доживотно учење е моćна алатка за промоција на поимот и значењето на капацитетите на доживотното учење. Исто така, целта и на овој проект е подигнањето на квалитетот на образованието кај возрастните и приближување на Република Македонија кон европските земји. Трибината беше во склоп на манифестацијата Денови на доживотно учење 2016, манифестација која по 13 пат се организира оваа година, со цел да се промовира значењето на доживотното учење во Република Македонија и да се поттикнат креативни идеи и пристап за образование на возрастни. Деновите на доживотно учење во 2016 година се одбележуваат во 4 општини, и тоа Тетово, Кичево, Охрид и Струмица. Настанот во Кичево беше во организација на Центарот за развој на заедницата Кичево, институционален грантист од програмата Цивика Мобилитас. Главни организатори на манифестацијата беа Центарот за доживотно учење Скопје и јавната установа Центар за образование на возрастни Скопје, а истиот е финансиски поддржан од ДВВ Интернационал Бон од Германија. Оваа манифестација се одржа под покровителство на Министерството за образование и наука на Република Македонија.